Зголемени плати за 25 и пензии за 20%. Решавање на горливиот проблем со откупот на земјоделските производи во Струмичко, ама и амбиенталниот воздух. Ова се само дел од проектите кои ги ветува ВМРО-ДПМН како дел од предизборната програма која брои над 1000 проекти. А синоќа дел беа промовирани пред струмичани. Лидерот на ВМРО-ДПМН синоќа пред Струмица најави отворање на нови компании кои што ќе донесат и нови вработувања за сите граѓани. Но во нашите 360 страници ќе најдете проекти кои што ќе ја променат економијата. Најнизок данок во Европа од 8%. Најнизок данок во Европа за привлекување на директни странски инвестиции. И денеска на дуелот тоа го кажав. Во првите 100 дена очекувајте 3 големи мултинационални компании кои што ќе ги донесе владата на ВМРО-ДПМН. Со илјадници нови вработувања. 3 мултинационални компании во првите 100 дена. Договорено е веќе. Се сеќавате дека ќе градеа клинички центар. Тој што им го оставивме, него започнаа пенали плаќате. Отворија идеја дека ќе правеле во една приградска скопска населба и од тоа нема ништо. Пред струмичани зборуваше и носителот на 4-та изборна единица од редовите на опозицијската ВМРО-ДПМН, која ветува реформи кои ќе донесат обнова на земјава. Јас сум тука, председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е тука, тука се кандидатките и кандидатот за пратеник, тука е цела структура на ВМРО-ДПМН да ве водиме напред и еднаш за секогаш да ставиме крај на ова тиранско криминално владење. И уште нешто за крај. Слушнам, почнале да одат по врати и по други институции да молат за милост после избори. На синокешната средба на плоштадот Гоце Делча во Струмица пред своите сограѓани се представија и кандидатите за пратеници од редовите на партијата, кои ветија Струмица да стане подобро место за живење.